Добар ден. Прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од настаните кои го одбележа регионот. Апел за помош за 70-годишната пензионерка Маца Јанева од село Вирче, Делчевско. Печалбарството нагло ја присели работната сила од Кучанско-Веничкиот регион во развиената Европа. Студентите во иднина на факултетите на Универзитетот Гоце Делчевски имаат можност со својот успех да добијат стипендија од страна на компанија со кои универзитетот има склучено договор. Печалбарството нагло ја пресели работната сила од Кочанско-Виничкиот регион во развиената Европа. Таквата миграција ги промени состојбите во регионот, наметнувајќи драстични промени во вкупните општествени текови. Тоа најмногу се чувствува во втората половина на август, кога печалбарите се враќаат во родните домови и го покажуваат своето присуство со луксузни автомобили, седењки во рестораните и инвестирање во градежни работи. По либерализацијата на визниот режим и инкубаторското размножување на бугарските пасоши, печалбарството нагло ја пресели работната сила од Кочанско-Веничкиот регион во развиената Европа. Таквата миграција ги промени состојбите во регионот, наметнувајќи драстични промени во функционирањето на вкупните општествени текови. Стана вообичаено многу нешта на економски план овде да зависат од тие што во потрага за екзистенција и подобар живот заминаа во побогатиот свет. Тоа најдобро се чувствува во втората половина на јули и првата на август, кога печалбарите со враќање во родните домови го покажуваат своето присуство со луксузни автомобили, седенки по рестораните и кафулињата, инвестирање во градежни работи и слично. Иако сите се повикуваат на глобалната криза и се жалат дека прометот не е како некогаш, сепак летниот печалбарски бран ги заплисна сите сектори. Повеќекратно е зголемен прометот кај трговците со градежни материјали, санитарија, мебел и слично. Поприлично живна е угостителите, бидејќи пред и по Илинден, рестораните, пицериите и кафулињата се исполнети до последното столче. Свадби и други семејни свечености се прават и во работни денови. Мошне добро поминаа и стоматолозите, бидејќи здравствените услуги по правило се најскапи во западните земји, па нашинците настојуваат забите и здравието да се го средат по наши цени. Летово странците се интересираа и купуваа станови и семејни куќи. Особено зголемен промет е забележан во продажбата на нови или користени станови. Тоа што помалку ги разочарува и едните и другите е фактот дека сето тоа трае 30 на дена, па потоа стивнува. Печалбарите се заминуваат од каде што дошле, оставајќи ја зад себе празнината која станува до следното доаѓање. Како што беше најавено, асфалтирана е улицата Кузман Јосифовски Питу во Делчево. Околу 400 жители на населбата Расадник задоволни што се олеснува пристапот до оваа улица. Асфалтирањето е резултат на ветувањето кое го даде градоначалникот Шехтански кон жителите на оваа населба. Откако деновиве интензивно течеа градежните активности за тампонирање и приготвување за нејзино асфалтирање, улицата Кузман Јосифовски Питу во населбата Стар Расадник во Делчево доби нов асфалт. Поставувањето на нов бетонски асфалтен слој во дебелина од 12 см и тоа како ќе биде доволен да се санира состојбата на улицата која што претходно беше полна со ударни дупки и деформации. За граѓаните на Стар Расадник ова значи остварување на ветувањата кои што претходно ги даде општината Делчево на чело со градоначалникот Дарко Шехтански. Улицата ни беше у лоша состојба и после некое време локалната самоуправа реши да се обнови таа улица и да се прошири, пошто беше тешка за одење целата крш и сега дојде време да се направи како што треба. Беше обещано одавна, меѓутоа дојде време и да се направи, да се обнови и сега малку ќе дојде подобро за населбата тука, за улицата, за луѓето. Инаку новиот асфалтен слој на улицата Кузман Јосифовски Питу е во должина од 180 метри, а со широчина од 9 метри. Истата располага со две коловозни ленти и со тротоари од двете страни. Во населбата Стар Расадник има 400 куќи, а живеат 1000 жители. Ова асфалтирање ќе значи и тоа какво олеснување, особено за возачите кои што имаа мака да пристапат до оваа улица.
Се подобрува инфраструктурата во селата на Штипската околина. Освен чешми, улично осветлување и плоштади, се градат и нови улици. Во приградската населба Чардаклија од неодамна калта е заменето со асфалт. Асфалтирани се сите улици во ова село. Чардаклија е приградска населба на Штип, низ која минува магистралниот пат на исток кон Кочани и бугарската граница. Иако постои многу одамна, во оваа населба дури неодамна беше поставена канализациона мрежа, изградени се тротоари и осветлени улиците. Во најава е приклучување на градскиот водовод во Штип. Но покрај ова, како настан на деценијата, беше означен денот кога овде за прв пат после толку години беше извршено асфалтирање на сите улици. Градоначалник го реши оваа година, направи го. Предно веќе чекаме 60 години, ово чекаме. Да не газиме кал каземе до колена. И колис покршиме и се живо, не може ни да замине ни жена, ни дете, тука школо, се укал. Сега беки се родиме чини си. Задоволни се и помладите кои од сега наместо по кал и прашина кон работните места во градот ќе одат по асфалт, но и по возрастните. Прв пат нека му јадал на вај градоначалник, успеја да не спаси од кал и од беда, да речеме, така нацински речено. Кога иначе Чардаклија ќе имаше улици, Постоењето на населбата не е никакош. Не само што немаше асфалт, немаше него и улици немаше. Тоа беше се затрупано со качиња. Пешки не можеш да поминеш. Во Чардаклија живеат над 200 жители, од кои повеќето се млади брачни парови со деца. Благодарение на овие зафати, условите за живот во Чардаклија ќе добијат нова страница, што ќе значи нов импулс за подинамичен развој. Апел за помош за 70-годишната пензионерка Маца Јанева од село Вирче, Делчевско. Условите во кои живее го отежнуваат здравјето на баба Маца. Таа во незината трошна куќа е сосема сама. Наместо да се радува што ја пуштаат од болница, пензионерката Маца Јанева од Делчевското село Вирче жали бидејќи нема кров над глава, онаму каде што ќе се врати. Во трошната кукичка во родното село ги нема основните услови. Кога грее сонце ја грее, кога врне дожд ја врне. Живее сама, најблиските и починале, нема со кого да ја сподели својата мака. Бех во болница 20 дена во Штип. Секој друга мисла, јас се разочарена, ме питаа зашто така, зашто ке секој посета кај мене, никој нема да дојде. Мака, јас си берака савет земаја да се загрижувам вече, ка земаја да ме вика дека ќе ме пуштат. Јас од што сум излезнала и дека ќе клезна. Кога дојдех, има што и да видиш оно и така ја запустело. Кога врне, кога грее, ме грее. Така сам ставила корита, леѓење. И сега па и ка се разболех, не мога да... А од што боледувате? Од слабокрвна. За решавање на стамбеното прашање се бори дури уште од 1979 година. И немам јас никој кој да се загрижи за мене. Конкурирах од 79-та се мола за стамбеното прашање. Подносих за 3 члена, подносих за 2, сега изумреа и мајка ми и сестра ми. И сега сама, се негативно ми одговара. Дека што се е зградичка почна у Делчево од 79-та, јас сам секаде конкурирала. А во пензионерското бевте ли? Да. И таму сам конкурирала. Стапивме во контакт со одделението за стопанисување со имот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, но оттаму се уште нема одговор докаде е нејзиниот предмет за добивање на пензионерски стан. Од Центарот за социјални грижи пак велат дека единствено решение преку Центарот е таа самата да аплицира за сместување во дом за стари лица, но со нејзината минимална пензија од 6000 денари и кај ова решение се става знак прашалник. До продавница ви има ли кој комшиите да ви помага, барем до продавница да ви купи нешто, да ви донесе? Ништо и никаде, та сега ка се утепах од скарата тука, та полупрато. Донесе никој пат од продавницата. Па са викаме, га мога да пречекарам.
работа да си ида ја. Друг немам. Никој. Кој? Ни да ме надзрне дали сам жива, од болница сам дојдела, да нема кој. Откако поради својата слабокрвност паднала, незиниот живот се претворил во пекол. Не е во можност ниту леп да си купи. Она беше крнава за вода, а јас си бех доле. Ика падна на грб и привика: олеле, помогнете ми, олеле, помогнете ми. Ја дотрчах, по мене дојде и бабата, мојата бабичка. И ја фанаме, ја донесоме до тук. Однесе за делчево, стави инекција, и ја пчеј дадо и донесе ја пана тук. Ја го, утре инекција треба да се стави. Че она, секој четврток не може да иде у делчево за инекција. 70-годишната пензионерка Маца ја упатува својата молба до сите добронамерници, кој може да ја помогне за да го реши своето стамбено прашање. Дури со својата скромна пензија се согласува и минимална кирија да плаќа, само да има цврст кров над глава. Идните студенти на факултетите на УГД ќе имаат можност со својот успех да добијат стипендии од страна на компании со кои универзитетот има склучено договор. Најголем интерес за стипендирање покажале компании од областа на технологијата и рударството. Освен квалитетното високо образование кое ќе го стекнат идните студенти кои за време на трите уписни рокови ќе бидат примени од оваа академска година па во иднина на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, дел од нив може да се надеваат и на стипендирање од страна на компании со кои универзитетот има подпишано договори. Ова се однесува претежно за студентите кои ќе одат на пракса во некои од компаниите, чиј број од година во година е во пораст. Со зголемување на бројот на студентите кои што одат на пракса, отварањето на фирмите и заинтересираноста веројатно заради проценката дека тие студенти може да одговорат за нивните потреби, веќе се зголемува, така да ние веќе имаме компании кои што нудат да стипендираат студенти. Некои од прва година, некои компании од понатака. Она за што се преговара е остварување на плановите со кои се креираат нови критериуми за соработка на универзитетот и нови компании кои би стипендирале студенти. Досега најголем интерес за стипендирање на студенти пројавиле компании од областа на технологијата, рударството, а не е исклучена можноста во иднина да се приклучат компании од областа на економијата, правото, медицината, што е мотивација и надеж дека по завршувањето на студиите, после практичната настава, може да се надеваат и на вработување. Кога тие веќе ќе видат дека компаниите покажуваат интерес за стипендирање, што на некој начин е отворена врата за понатамошно вработување, тоа веќе на студентите им дава и гаранција за правилниот избор на факултетот. Односно, ако они сметаат дека они немаат перспектива на тој факултет, а гледаат дека компании се заинтересирани да даваат стипендии и да вршат вработување, е знак дека таа струка, таа професија, тој факултет е перспективен и дека им дава можност за нивен после завршување на студиите за нивни понатамошни активности и во тој план. А од друга страна па компаниите веројатно ќе почнат и таа конкурентност, така да ќе даваат стипендии таму каде што ќе добијат студенти кои што ги даваат, односно ги исполнуваат нивните очекувања во делот на квалитетот на нивното знаење, односно начинот на прилагодување на школското со реалното во компаниите. Во интерес на студентите од раководството на универзитетот ќе бидат поупорни во средбите и разговорите со представници од компаниите. Во однос на износот на стипендијата која би ја добивале студентите, проректорката Јаневич Ивановска рече дека е различен, но дека е солиден и задоволувачки, но и дека може во иднина да се очекува негово зголемување. Годинава досега 1600 лица направиле превентивни прегледи за карцином на дебелото црево. Според податоците од Министерството за здравство, од вкупната бројка кај 7 лица тестовите излегле позитивни. Во рамки на превентивниот скрининг за карцином на дебелото црево кој го спроведува Министерството за здравство, од почетокот на годинава досега повеќе од 1600 лица извршиле превентивни прегледи, од кои кај 938 лица е утврдено потреба од дополнителни испитувања, а кај 7 е констатиран карцином. Овие прегледи се препорачуваат кај лица над 50 години, а тестовите се бесплатни и се достапни кај матичните лекари. Ризични фактори се исхраната богата со црвено месо и мастите од животинско потекло, пушењето, алкохолот, дебелината и слабата физичка активност. Најчестите симптоми се крвавење во столицата,
промени во празнењето на цревата, болки во стомакот, слабокрвност, како и губиток на телесната тежина. Од Министерството за здравство ги подсетуваат граѓаните кои спаѓаат во ризична возрастна група за појава на ова заболување, да се јават кај своите матични доктори за превентивен преглед, со цел да го заштитат и сочуваат своето здравје. Министерството за здравство соопшти дека во четврток на 20 август ќе спроведе авионска дезинсекција на подрачјата на 9 центри за јавно здравје. На истокот ќе се прска во Штип и Кочани. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8 часот. За таа цел се известуваат лицата кои чуваат пчели, навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите и да не ги пуштаат надвор во наредните 3 до 4 часа од прскањето. Согласно акцијскиот план за спречување на појава и ширење на вектор преносливи болести, со посебен акцент на комарци и крлежи, секоја година, почнувајќи од месец март до септември, се преземаат активности за дезинсекција на јавни површини и сите општини континуирано спроведуваат дезинсекција на своите подрачја, се вели во соопштението на Министерството. Неколку десетици полицајци се повредени при судари со демонстранти за време на антивладините протести кои се одржаа во неколку градови во Еквадор. Според властите, повредени се 67 полицајци, а уапсени се 47 демонстранти. Најголемиот протест, на кој учествувале повеќе од 10.000 луѓе, се одржал во главниот град Кито. Демонстрантите ги нападнале безбедносните сили со стапови, камења и запалливи материи. Полицијата одговорила со солзавец. Мртвите тела на еден маж и 2 деца, веројатно французи, се пронајдени во петокот во подножје на Карпа во швајцарските планини, изјави потпаролот на полицијата на кантонот Нојшател и додаде оти се претпоставува дека станува збор за самоубиство. На северот на Франција и Англија ова лето непријател број 1 е галебот. Нападите на овие птици во последните неколку месеци се зачестени, а покрај луѓето настрадуваат и кучињата. Последна жртва на напад од галеб е 66-годишната пензионерка, која изјавила дека приметила кога галебот летал кон неа и дека со клун се завил во нејзината глава. Дури и британскиот премиер Дејвид Камерон изјавил дека галебите представуваат опасност, а експертите сметаат дека тие се агресивни поради климатските промени. По двете победи, едната во првенството над Работнички, а другата над Плачковица во Купот на Македонија, фудбалскиот клуб Регалница од Штип утре му гостува на Кратовски Силекс. Стручниот штаб очекува играчите да го дадат максимумот на овој натпревар и се разбира да се вратат со позитивен резултат. Сите сме задоволни од првиот натпревар, нормално и од Купот. Можеби сите очекуваа и поголема разлика, но тоа што каже и шефот, организацијата на клубот во Плачковица е на повисоко ниво од сите во таа трета лига. Сега прв натпревар ни е овој, се спремаме максимално, одржавме кратки состаноци, општи состаноци околу мотивацијата за наредниот натпревар. Утре ќе се договориме за тактичките работи. Мислам дека секој биде во ред и дека моите играчи ќе пружат максимум и од таму ќе дојдеме со позитивен резултат. За средбата во Кратово, те докажаа миналата сезона дека се многу озбилна екипа, знаат да играат фудбал, беа меѓу првите 6, като цело многу добра екипа, знаеме што ни очекува, ќе си го дадеме нашиот максимум, па што биде ќе видиме. Освен Дуле Андонов, кој што е на рехабилитација веќе подолг период, во екипата на Брегалница други повреди засега нема, што значи дека целиот тим ќе може да се стави на располагање за мечот во Кратово. Составот е тој што настапи 18 играчи што го имавме на првиот натпревар со Работнички. Сите играчи се максимално спремни за да дадат максимум на наредниот натпревар во Кратово. Сите надпревари од второто коло во првата македонска фудбалска лига се играат утре со почеток во 17:30, а во останатите надпревари Царев двор го пречекува тимот на Ренова, Работнички е домаќин во дуелот со Турново, Вардар му гостува на тимот на Шкендија, додека во последниот надпревар екипата на Шкупики го пречека Металург од Скопје.
Македонската одбојкарска репрезентација загуби со 3:0 од Словенија во финалето од Европската лига, не успевајќи да се надмине себе си и да се закити со големиот трофеј во ова надпреварување. Македонците изгореа во желбата да се закитат со златото и налетаа на противник кој што беше поквалитетен и пофокусиран на играта, што им овозможи на словенците со максимални 3:0 да стигнат до посакуваниот пехар, со самото тоа и автоматски пласман во Светската лига следната година. И покрај големиот мотив на македонските одбојкари, уште од самиот почеток противникот беше тој што ја наметна сопствената игра и целосно го контролираше резултатот. Првиот сет им припада на словенците со 25-21, вториот го добија со 25-20, а во третиот спласна желбата на македонците, па така иако Македонија поведе со 0:2 на стартот од третиот сет, противничкиот тим повторно ги презеде работите под своја контрола и на првиот технички тајмаут замина со резултат 8-6 за на крајот да го освои сетот со 25-17 и вкупен триумф од 3:0 во сетови. Сепак вчерашниот пораз никако не смее да го избрише она што македонските одбојкари го остварија во изминатите 2 месеци, кога ги надминаа бројните проблеми, добија фантастични мечеви и се пласираа во елитното друштво од Европската лига. На собирот во Полска отпатуваа со автобус, но тоа не ги спречи да одиграат одличен меч против Естонија и да стигнат до големото финале. Освен среброто кое го освои македонската репрезентација во рамки на Европската лига во одбојка, македонските одбојкарски адути, капитенот Никола Ѓоргиев и искусниот Јовица Симовски добија свое заслужено место во најдобриот дрим тим на завршниот F4 турнир во Европската лига. Симовски е најдобар поентера, кога ќе се придодаде и фактот дека Ѓоко Јосифов е најдобар блокер на овој турнир, тогаш повеќе од јасно е дека Македонија индивидуално имаше одлични одбојкари, со оглед на тоа дека тимски се представи во навистина светло издание. Исто така репрезентацијата на Македонија го доби и признанието за ферплей. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Гледајте не повторно во 20 часот. Имајте пријатен ден.